Бруто домашниот производ расте, економијата напредува. Ова сите го доживуваме како добра вест. Но дали секогаш растот на БДП значи дека сите живееме подобро? Некогаш бројките растат, а животниот стандард може да не го следи тој раст. Ова е затоа што БДП мери производство, а не благосостојба. Но пред да преминеме на суштината, едно кратко потсетување што представува бруто домашниот производ, односно што тој мери. Бруто домашниот производ мери се она што е произведено во една земја во текот на една година. Значи, кога се произведува повеќе, кога се троши повеќе, кога се инвестира повеќе, бруто домашниот производ раста, односно тој ја мери економската активност. Сепак, тој не покажува како е распределен тој раст. Например, ако поголем дел од тој раст оди помала група на луѓе, многумина не ги чувствуваат придобивките од тој раст. Просекот може изгледа добро, но реалноста е различна за сите. Од тука, БДП е просек, а просекот не секогаш ни ја дава целата слика. Например, војна може да го зголеми БДП, природна катастрофа, реконструкција по настаната штета, но тоа не значи дека општеството станало побогато. БДП мери активноста, а не квалитетот на животот. На крајот сакам да истакнам дека БДП не е погрешен показател, но само има своје ограничувања. Затоа, кога следниот пат ќе слушнете дека економијата расте, не прашувајте само за колку проценти, туку и дали на вистина сите или поголем дел од луѓето ќе живеат подобро. Бидејќи економијата не е само бројка, туку таа мери како на вистина луѓето живеат.